Фелемма кадимен неби, кога пегамбер дојде во Медина, а во Медина имаше и евреи, имаше и христијани. И ги виде како тие постат. Евреите и христијани постеле во ден на Ашура. И пегамбер рече: "Ма хада јомун тасумунеху?" Зошто го постите овој ден? "Хада јомун неџаллаху Муса ва каумеху мин фирауне ва џундеху." Ова е ден во кој Аллах го спасил на Муса и неговиот народ, Бену Исраил, од фараона и неговата војска. Фасамеху Муса шукрен. И Муса го постил како знак, израз на благодарност према Аллах, што го куртулил. И тогаш рече пегамбер селем: "Нахну ахакку би Муса минкум." Ние сме поблиску до Муса од вас. И поблиску и повеќе имаме хак кон Муса од вас. Фасамеху ва амара бисијамихи. Па го постеше и нареди другите муслимани да го постат. Што е Ашура? 10 ден од Мухаррам. Потврдено, што е сега потврдено? Дека тој ден го спасил Аллах азza ва џеле на Муса и неговиот народ од фараон и неговата војска. И друго што е повеќе потврдено е ден во кој застанал бродот, анијата, арката на Нух алейхиселам, после тој голем потоп кој бил на земјата, и тој брод пловел над вода, се додека дошол на местото или ритчето или планината Џуди. И тука застанал, се позиционирал, и тогаш, значи, Нух алейхиселам го постел како израз на благодарност према Аллах азza ва џеле, што после потопот ги сочувал нив и ги спасил. Секое друго кажување, било точи, било од професори, било од доктори, дека тој ден е ден во кој Аллах му простил на Адем. Тој е ден во кој Аллах го воздигнал на Ибраим алейхиселам во небо. Тој е ден во кој Аллах го излекувал на Ејуб алейхиселам. Тој ден е ден во кој Аллах азza ва џеле го извадил од стомак на риба на Јунус алейхиселам. И ред други вакви муабети. Вели Ибнул Џаузи во негова книга Ал-Маудуат дека сите овие кажувања се апокрифни. Што е апокрифно? Значи не лажно, измислено. А оверава не сме ништо да се измислува. Не сме никој да додава, ниту да одзема. Па затоа овој ден, утрешниот ден, суилен небију со селем, беше прашан пејгамбер селем за постење на денот на Ашура, рече: "Ахтасибу ала Аллах ан юкаффира сена лати каблеху." Се надевам во Аллах дека кој ќе го пости денот на Ашура, Аллах ќе му ги прости гревовите од минатата година. Кои гревови? Малите гревови. Кои гревови? Меѓу теб, меѓу Аллах. Гревови меѓу луѓе не ти простува ни намаз, а камоли Ашура. Не ти простува ни аџилак, камоли Ашура. Не ти простува ниту Рамазан, а камоли Ашура. Гревови, мали гревови. Што си направил кон себе, кон Аллах азza ва џеле? Ашура простува гревови од една година. Додека кога беше Арафат, зборуваме дека Арафат, ден на Арифе, ден пред Курбан Бајрам, ги простува гревовите од минатата и од идната година, 2 години. Зошто? Зошто Ашура простува само една година, а денот на Арафат или Арифе кој ќе пости, простува и минатата идната година. Улемата, улемата, учените луѓе. Ние стално се повикуваме на учени луѓе, од нив учиме. Вели, бидејќи денот на Ашура е поврзан со Муса алейхиселам, додека денот на Арафат е поврзан со Мухамед алейхиселам. Па Аллах азza ва џеле за нас, пошто Мухамед алейхиселам е наш пејгамбер, печат на сите пејгамбери, Аллах азza ва џеле за атер на Расулулlah, оној кој ќе пости ден на Арифе, Аллах му простува гревови од минатата и идната година. Друго што е важно да се знае дека пејгамбер алейхиселам секогаш настојувал да се разликуваме од немуслимани, да се разликуваме од евреите, од христијаните. Па му рекле: "Ја Расулаллах, и евреите го поста 10-тиот ден,
И ние ако постиме, ќе бидеме исто како нив. И рече пејгамбер: ле ин ишту ила кабила сумен таси. Ако Аллах ми даде живот, иншаллах, ако Аллах ми даде здравие живот, ќе го постам и 9-тиот ден. А 9-тиот ден денеска е петок. Блажен е кој пости денеска. Па и улемата вели, како Ибн Тајмија и други, постење на Ашура има 3 форми. Постење само на Ашура утрешен ден, Кабул, Макбул, Мустеха, пожелно, награда 1 година. Постење на еден ден пред Ашура и утре, значи петок и сабота, тоа е најпотврдено и најцелосно е да човек пости петок, сабота и недела, значи ден пред Ашура и ден после Ашура. Како и да е, верникот се настојува да пости без оглед на тешкотијата, на горештината. Кога го праша на еден асхаб, му рекле: многу постиш и многу кланяш ноќен намаз. Знаете што рекол? Постам во жежок ден да бидам сочуван од жештината и горештината и врелината и вручината од еден потежок ден, а тоа е јаумул кијаме. А клањам многу ноќе, бидејќи гробот е темен, а намазот е светлина, па сакам уште пред да влезам во гробот да му ставам лустери, да му ставам сијалици да ми свети во гроб, иншаллах таала. Нека Аллах азза ва џелле не упати и не сочува злото, и затоа да не го пропуштиме овој ден, утрешниот ден посебно со пост, ние и нашите фамилии, иншаллах таала. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim.